крштева Божјата рабина Сара, во името на Отецот Амин, и Синот Амин, и Светиот Дух, Амин, сега и секогаш, и во сите векови. Амин, амин, амин. После изминати 16 векови денес се случи првото крштевање во манастирската црква Свети Великомаченик Ѓорѓи Победоносец, кое се наоѓа на селото Туденце. Малата Сара Јовановска го прими православието преку светиот чин на крштевање. Ова е прва рожба на родителите Тони и Даниела Јовановски од Тетово, кои уште пред да се роди Сара имале желба крштевањето да се случи токму во возобновената црква. Значи денеска е денес кога се врши првата крштевка после неколку многу векови, да речем 15 или 16 века, се врши денеска првата крштевка. Значи тоа е, може да се рече, стварно голем ден. За тоа што правата суштина на овој манастир, манастирска црква или манастир, како да наречеме, е крштевање и венчавки. Значи, христијаните на времето кога оделе во овде да се причестат или да присуствуваат во манастир, во црквата, они прво и крштевале, пошто ретко кој манастир има крстилница. Овде има вградена крстилница, значи од тој период. И правата суштина е крштевањето. Денот денешен е стварно еден од најголемите денови за нас. И привилегија и чест, пошто значи од кога со денешни славеници се договаравме уште на времето кога нема ни рожба, дека кога ќе добијат рожба, првата крстевка ќе биде нивна овде. И стварно Господ ги послуша. И денот денеска го правиме тој чин. Нас голема чест ни е ова сега право крштевање. Мислимо натаму дека ќе имамо повеќе крштевки и венчавки и така да повеќе народот да го задржимо тука, да биде многу поубаво. Јас сум кумот Владимир од Скопје, кум на Тони и на Данчо, таткот и родителите на детото. Пред се прво самиот чин ми представува големо задоволство, како еден светол чин, голем чин. И како второ, раѓањето на малата Сара, која што реално ја чекавме доста време. За сите млади, значи, гледајте, имате поддршка и од државата, и од сите нас. Значи, нека се здрави и живи децата, нека се раѓаат за убаво и да се крштеваат. Ова е убав ден, ова е прво крштевање во оваа црква, така да се најубаво. Денешното крштевање во манастирската црква Свети Великомаченик Ѓорѓи Победоносец во Туденце донесе голема среќа за семејството на малата Сара, но донесе и голема среќа за жителите на Туденце и општо за православието. Денеска чувствуваме посебна радост заради нашето присуство тука, бидејќи за прв пат по можеби 15-16 векови ни се случува крштевка на малата Сара од Тетово. Така што денеска чувствуваме навистина голема радост. Се надеваме дека тоа во иднина ќе ни донесе уште поголем беричет и среќа, поголеми благодети Божи, затоа што ете како што гледате во тек е изработката на фрескоживописот на манастирот. Дај Боже, се надеваме што поскоро и да биде истиот осветен. До сега, значи, во овој свет манастир се собираме и честуваме како православни верници, како црква. Прво како на централен празник, тоа е на денот на светиот великомаченик Ѓорѓи Победоносец на 6 мај, а потоа и на 9 декември. Така што тие се два клучни моменти или празника кои ги честуваме во овој свет манастир. Додека пак на други прилики сме доаѓале за да извршиме молитвословија, да извршиме мал водосвет или режење на кумски колачи и така натаму. Така што веруваме дека овој свет манастир што поскоро ќе биде доизграден и фрескоживописот ќе биде приведен до крај.
Денешното прво крштевање во возобновената црква Свети Великомаченик Ѓорѓи Победоносец во Туденце е втор голем настан оваа година. На почетокот на јуни беше осветен и поставен крстот. Чинот на светење на крстот го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. За целосна доизградба на храмот има голем интерес и од исцелениците од дијаспората, но и од локалните бизнисмени. Кога нешто добро се гради и работи, значи сите гледат да помогнат. Кога нешто ние ќе замислиме дека треба да се гради, завчера требаше се договараме, неаме, викаме тоа масиче за деца кои се привлакат за крштевањево. Ни се јави, да речеме, од фирма, од ТРЦ, го ја вика треба да ја да донесем. И вчера го донесе масичето. Со него дојде еден мајстор за вративе, вика врати немате, вика врати, викам сакаме да направиме, многу се скупи. Рече материјалот, вика ќе купите, ќе направиме вратите. Значи Господ е голем, гледа секоја страна да ни помогне. Голема благодарност, значи до дијаспората, до нашите селеници во Детройт, па и пошироко. Има и од Канада, од Австралија и моментално и од тука што се од нашево село во Скопје или мештаниве сите. И апелирам колку можат да продолжат да дават, значи овој манастир да се комплетира. Тука треба да се изгради пат, да се донесе вода. Тука исто треба да продолжиме да го направиме целиот комплекс, значи треба да се направи една трпезарија, конак и има доста работа. Значи има доста да се поправи уште многу тука. Значи да се инвестира и да се изработи, да се направи целиот комплекс. Тетовско-Гостиварската православна епархија пројавува жив интерес за овој свет манастир. Нашиот надлежен епархијски архиереј, неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, користејќи го својот авторитет и углед кај нашите православни верници, од се срце го помага овој манастир во изградбата и во секој поглед и е живо и заинтересиран за сите одвивања тука, работни одвивања. Секако дека сме благодарни на жителите на село Туденце, на вредниот црковен одбор од црквата Света Петка во село Туденце, кој што е исто така иницијативен одбор за возобновување на овој свет манастир. Инаку темелите на некогашното големо светилиште подигнато во чест на великомаченик Ѓорѓи Победоносец во местноста викана црквиште на селото Туденце биле пронајдени во 2004 година. Во 2012 година местното население се организираше за почеток на градежните работи за возобновување. Според кажувањата на жителите на Туденце, овој Божји храм потекнува од 4 до 6 век и е еден од трите во целиот свет кои имаат специфична градба.